издание. Белата куќа со сет мерки како американците да се заштитат од коронавирусот. Настава од дома, се затвораат ресторани и кина, препораки да не се патува. Нема да се одржат изборите за председателски кандидат на демократите во Охајо. Гувернерот порача дека луѓето не треба да избираат помеѓу нивното здравје и гласањето. Ливљаци, змии, а од неодамна им равојат. Се верува дека помогнале да се шири вирусот. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Кризата со коронавирусот може да трае до јули и август, дури и подолго, рече американскиот претседател. Белата куќа излезе со сет мерки за заштита. Белата куќа побара граѓаните да одбегнуваат да се собираат во групи поголеми од 10 лица во наредните 15 дена. Председателот Трамп рече американците да одбегнуваат патувања и собири во барови и ресторани, но негираше дека целосен карантин на државата се зема во предвид. Затворени се кината, салите за вежбање и ресторани во главниот град Вашингтон. Јужна Кореја ги засили контролите на лица кои доаѓаат во државата во време кога е забавено ширењето на вирусот во оваа земја. Кина презеде ист пристап. Објави само 21 нов случај, но сите освен еден дошле од странство. Италија со пораст на повеќе од 3000 случаи на ден е на второ место во светот по заразени. Трет е Иран. Заклучно со денес Бајден води пред Сандерс со 898 спрема 747 делегати. Гласачите во 3 сојузни држави, Флорида, Илиноис и Аризона, гласаат на примерни избори за избор на демократска номинација за председателските избори. Но во Охајо, каде се потврдени 50 случаи на коронавирус, лидерите ги поддржаа гласачите да бараат судска одлука да се одложи гласањето поради коронавирусот. На лидерска средба кај шефот на државата Стево Пендаровски постигнат е консензус за одлука за одложување на изборите. Владимир Мирчевски со деталите. Предвремените парламентарни избори закажани за 12 април ќе се одложат. Така денеска беше решено во кабинетот на шефот на државата каде се одржа средба на лидерите на најголемите политички партии. Ако лидерите постигнаат договор дека изборите ќе се одложат, прашање е како тоа правно да се спроведе во услови кога собранието е распуштено. Таа задача им оставена на тим правни експерти кои ги одреди председателот Пендаровски, а кои ќе ги разгледуваат можните опции од што пак ќе зависи новиот датум за избори. Денеска донесовме политичка одлука за одложување на изборите, меѓутоа правните варијанти за имплементирање на истата требаат дополнителни консултации со експерти и со политичките партии уште еднаш. Верувам дека ќе се најдат и правните формулации согласно кои ќе се одложат изборите и согласно кои ќе се закажат изборите. Исто така, верувам дека институциите на системот ќе донесат одлука за прогласување на вонредна состојба во држава. Барањето за вонредна состојба лидерот на СДСМ го аргументира со зголемувањето на бројот на заразени од коронавирусот и потребата од менаџирање на ситуацијата. Опозицијата со тоа не се согласува, бара постепено воведување посебни мерки како и соодветно справување со економските последици. Најпрвин 30 на дена да се прогласи веднаш состојба на криза на целата територија на државата, дури потоа да се примени кон вториот чекор, тоа е прогласување на вонредна состојба или пак некои понатамошни парцијални определувања на криза во определени региони кои што ќе бидат зафатени со пандемијата на коронавирус. Дел од лидерите побараат дополнителен ангажман од надлежните во кризните области. Институциите секогаш може да прават повеќе, нели? Се препорачуваат за хигиена, а од друга страна има информација дека има недостаток во многу аптеки. Во актуелната ситуација на распуштен парламент, вонредна состојба може да прогласи шефот на државата. Таквата мерка, меѓу другото, би значило дека владата би добила овластувања како собранието да носи уредби со законска сила. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Дебар, 5 ден е во целосна изолација од остатокот од државата. Од кризниот штаб апелираат граѓаните да останат дома. Мики Трајковски. Празни улици, страф и несигурност што понатаму. Ваква е состојбата во Дебар, откако градот неколку дена живее живот во карантин и тотална изолација поради ширењето на коронавирусот. Африм Каркути, жител на Дебар, преку Скајп за Гласот на Америка вели дека помеѓу локалното население постои загриженост од евентуално зголемување на бројот на заболени, но отисите се свесни за моменталната ситуација. Сигурно дека не е лесно да се живее денови во Дебар, да се затвараш во својот дом,
и да се откажеш од секојдневните навики и активности, но кога се мора изгледа све е можно. Прво заради личен интерес и за интерес на најблиските. Страв и загриженост кај народот има, но има и една голема одговорност кон исполнување на препораките. Каркути вели дека движењето низ градот е сведено на минимум. Од домовите се излегува само заради набавка на храна или на други артикли неопходно во секојдневниот живот. Полиција има, се врши контрола низ градот, скоро да се и невидливи, а све со цел да не се ствара паника во градот. Значи, максимално професионално си ја вршат нивната работа. Од кризниот штаб велат дека состојбата во Дебар и Центар Жупа е мирна. Црвениот крст заедно со штабот ги идентификува сите потреби на терен на граѓаните и на истите им ги исполнува нивните потреби со прехранбени материјали и со лекови кои имат медсестра. Но ние цело време апелираме до граѓаните да бидат мирни, да бидат во своите домови. Каркути објаснува дека Дебар и дебарчани низ историјата покажале дека секогаш излегуваат како победници во разни ситуации. Така очекува да биде и овој пат. Многу блиску е месец април, месец на празници, и се надевам дека ќе поминеме ова ситуација за да заедно славиме и Рамазан Бајрам и Велик ден. И на крај сите заедно да ја славиме победата над ова светско зло. Од кризниот штаб во Дебар велат дека институциите се на ниво на својата должност и ги преземаат сите мерки за справување со оваа состојба. Од Дебар за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Кризата ја принуди кинеската влада да воведе забрана за конзумирање и трговија на екзотични животни на илегални пазари. Джули Табо информира дека сите држави не преземаат соодветни мерки. Змии, лилијаци и друг вид на екзотични животни се популарна храна за делови од Југоисточна Азија, каде се сметаат за деликатес и добар извор на протеини. На забави, на прослави, на годишнини, ако се служи месо од змија или лилијаци, веднаш се оди кон тоа, зашто се смета за деликатес. Но купувањето и консумирањето од пазарите за диви животни сега се смета за ризично, откако експертите објавија дека заразниот коронавирус најверојатно дошло од животно на човек на локацијата Вухан во Кина. Лилијаци, змии и од неодамна и мравојат се верува дека помогнале да се шири вирусот. Кинеската влада ги затвори сите пазари на живи екзотични животни ширум Кина и забрани лов, купување или продавање на илегални диви животни за конзумирање. Јасно дека кинеската влада свати дека вирусот имал такво влијание заради слабата регулатива и недоволна контрола на тие пазари. Крафорд Алан е од Светскиот фонд за заштита на екзотични животни во Вашингтон. Мислам дека следат големи казни и стрикна контрола на пазарите. Алан вели, најдобро е сите вакви пазари да бидат затворени за да се спречи слична појава во иднина. Има пазари во Индонезија, Виетнам, Лаос, Мијанмар, каде може да се случи истото како во Вухан. Кај овие држави, нова регулатива и забрани пенетрираат бавно. Лилијаците и змиите се уште се популарни во Индонезија и покрај опаѓањето на продажбата за 50%. На луѓето не им е страв да јадат месо од илјак или змија, затоа што тоа е традиционална храна со години. Алан вели дека прашањето не е само ризик по здравјето. Се надевам дека со забрана на овие нелегални пазари ќе помогне да се заштити светот на екзотичните животни. Тој се надева дека лекциите од COVID-19 ќе бидат научени. Се извинуваме за малите технички пречки. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Следете не на нашата интернет страница glasnaamerika.com и социјалните мрежи. Довидување.